Вие следите поинакви вести на Слободен печат. 2 години им требаше да разберат дека судиката била бесправно избрана за член на Уставниот суд. Пресудата на Управниот суд, за која требаа 2 години да го поништи изборот на уставната судика Елизабета Дуковска за судија во Уставниот суд, ја одложи подготвителната седница за предметот за законот на јазиците, во кој токму оваа судика беше судија известител, но Уставниот суд нема да ги преиспитува одлуките во чие носење учествувал судијата. Уставниот суд не ја коментира пресудата на Управен, но оценува дека постапувањето на Судскиот совет, Собранието и управните судови во овој случај предизвикале правен преседан, кој создаде правна состојба со која ниту еден досегашен состав на Уставниот суд се нема соочено. Уставниот суд денеска го прими дописот од председателот на Собранието на 15.5.2025 година на Управниот суд. Уставниот суд не ја коментира пресудата на Управниот суд. Постапувањето на сите инволвирани органи, како што се Судскиот совет, Собранието и управните судови во овој случај, предизвикаа правен преседан, кој создаде правна состојба со која ниту еден досегашен состав на Уставниот суд се нема соочено. Таквиот правен преседан несомнено создава правни компликации во постапувањето на Уставниот суд во согласност со неговите надлежности. На денешниот работен состанок, поради големиот интерес на јавноста за приоритетни прашања, судот одлучи да се одложи подготвителната седница по предметот за законот за употреба на јазиците, која беше закажана за 19 јуни 2025 година од причина што судијата на кој се однесува поништената одлука за избор со пресудата на Управниот суд е судија известител на конкретниот предмет, а дополнително судот има донесено заклучок според кој постапувањето по овој предмет треба да биде во полн состав на судот. Во врска со правните импликации по пресудата на Управниот суд, укажувавме дека согласно со член 112 став 2 од Уставот, одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. Уставниот суд нема по службена должност да ги преиспитува одлуките во чие носење учествувал судијата на кој се однесува поништената одлука за избор со пресудата на Управниот суд, велат од Уставен суд. Арбен Теравари ја напушти владеачката коалиција и остана сам. Добро, не е баш сам. Со него заминаа уште тројца членови на Алијансата за албанците. Ова го тврди вице-премиерот Арбен Фетај. Вице-премиерот Арбен Фетај вчера во гостување на телевизија 21 изјави дека Алијансата за албанците се уште е дел од владата, бидејќи, како што рече, од вкупно 50 државни функционери именувани на позиции од редовите на партијата, само тројца досега поднеле оставка. Учеството на Алијансата за албанците во владата го сочинуваат околу 50 државни функционери кои се именувани на одредени позиции, но најмалку 50 има и од нив, според она што јас го знам, само тројца досега поднесоа оставка. Тие тројца јавно излегоа, за другите не ми е познато дека некој се повлекол од владата. Знам дека сите останати продолжуваат да одат на своите работни места, рече Фетај. Освен лидерот на едно крило на Алијанса за албанците и до вчерашен министер за здравство, вчера и двајца заменици министри од редовите на партијата, Фјакрон Беџети од земјоделие и Елфета Исмеили од одбрана, објавија дека се повлекуваат и дека преминуваат во опозиција. Никој со сила не ја тераше ВМРО ДПМН да лаже дека ќе ја смени преговарачката рамка. Ама сепак, градоначалникот на Карпаш, Стефчо Јакимовски, го критикуваше ВМРО ДПМН за, како што рече, лажните ветувања поврзани со преговарачката рамка со Европската Унија. Градоначалникот на Карпаш, Стефчо Јакимовски, вчера во Само вистина на Канал 5 го критикуваше ВМРО ДПМН за, како што рече, лажните ветувања поврзани со преговарачката рамка со Европската Унија. ВМРО ДПМН сноси одговорност за лагата дека тоа ќе го смени, односно дека ќе го репреговара. Никој не ги терал со сила да лажат. Можеле во кампања да кажат: видете, таа работа е завршена. Овие од СДСМ ја бетонираа. Ние тука не можеме ништо, рече Јакимовски. Тој додаде дека секој обид за враќање на старото име на државата би донел санкции. Во емисијата гостуваше и лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, кој рече дека малите политички партии често имаат добри идеи и кадри, но недостигот од политичка моќ ги спречува да влијаат на одлуките.
Десетина проекти сум доставил до парламентот, не ги прифаќа никој, ниту коалициониот партнер, ниту опозицијата, рече Трајанов, додавајќи дека одбивањето на добри иницијативи понекогаш се должи на политичко ривалство. Власта и опозицијата си префрлаат за законските решенија за жртвите од Кочани. Тие се караат, а Кочани е тажно. Пратеникот од СДСМ Миле Талевски во 24 анализа на ТВ24 рече дека со тоа што не го гласаше законот за поддршка на семејствата на жртвите и повредените во трагедијата во Кочани, ВМРО ДПМН си го покажа вистинското лице. Според него, целта на законот била само да им се помогне на семејствата, а не да се политизира. Навистина има пропусти во системот и ни се случи трагедија. Трагедија која има сериозни последици и очигледно државата мора да реагира и да им помогне и на семејствата. СДСМ на почетокот излезе со јасен став дека нема да се политизира овој настан. Минатата недела до Собранието предложивме закон за поддршка на семејствата на повредените и жртвите. Целта е да им се излезе во пресред. Жалам што ВМРО ДПМН не собра сили да го поддржи овој закон. Ние на почетокот кажавме, нека го предложат, ќе го поддржиме. Целта беше веднаш да им се помогне на семејствата на жртвите, но и на повредените. Жалам што не го поддржаа и се доведовме до ситуација да го покажат своето лицемерие, рече Талевски. Доналд Трамп и Владимир Путин во телефонски разговор се договорија дека и двајцата го сакаат мирот. Војната продолжува. Американскиот претседател Доналд Трамп по двочасовниот разговор со рускиот претседател Владимир Путин изјави дека верува оти рускиот лидер сака мир со Украина. Американскиот лидер го потврди ова одговарајќи на прашање од новинари по церемонијата на потпишување на еден од новите американски закони во Белата куќа. Да, мислам така, рече Трамп кога го прашаа дали мисли дека Путин сака мир. Кога друг новинар го праша дали му верува на Путин, Трамп кратко одговори да, пренесува CNN. Коментирајќи го разговорот со рускиот лидер, Трамп рече дека мисли оти е постигнат одреден напредок. Денеска на Слободен печат ќе гледате медицинско катче каде гостува доктор Андреј Петров, дерматовенеролог. И анкета во која ги прашавме граѓаните колку чини матерска прослава. Дали мислите дека треба да се слави полнолетство или матура? Па матура како чин е добро да се прослави. За машките нема војската и ова е некој начин и за да се прослави завршување на средното образование. Истото и за женски. Па матурите денеска се прави како свадби, така да нема потреба од толку големо бахатење, би рекол. А полнолетство скромно. Нема потреба од нешто многу. Па некои слават и едно и друго, така да матурата е само завршување на средно училиште. Тоа е пола од она што треба за достигнување на врвот, така да не правиме ништо со средно. Друго е сега, например, абсолвентска, пошто сум бил и абсолвент, така да тука баш се дефинираш као личност, си го повеќе ти си го трасираш патот со завршување факултета средно. Тоа е само една така средна фаза во животот. Двете. Како изгледа спремањето за вашата матура? Одиш да купиш одело, спремиш. Пред матурата славиш со твоите и после те испраќаат. Класично, не знам, не само со домашните тоа беше тоа. Не беше нешто вау. Одамна беше хубаво беше. Порано беше поскромно, сега е малку со премногу трошоци за семејството, дечињата, средината укажува да сите бидат со добри фустани, нови одела и така. Издатоците се поголеми за семејството во денешно време. Колку чинило спремањето на твојата матурска и можеш да споредиш со колку чини сега?
А мојата матурска тоа беше едно пред 5-6 години, кошташе некои 100 евра само гардеробата. А сега, ако што ням цени колку што се на гардеробата, е дупло е. Мислам дека за завршување на матура се многу пари, да, дека тоа поскромно треба да се прослави. А сега и овие па со 8 одделение малите матури, тоа стварно според мене не е во ред. Па мислам дека трошат по 1000 евра сигурно само за лично спремањето, подготвувањето на средношколците, а дома плюс со родителите и најблиските сигурно уште толку. Не знам. До 7-8 милијади доволно. 400 евра можеш све да купиш. Процесот на отстранување на тетоважи исто така се смета дека допрва ќе стане нешто што е многу актуелно. И често има и луѓе кои сакаат да заменат некоја тетоважа. А едната да е отстранат, на незина сметка да дојде друг. Па видете сега, ако на раката ви пишува јас го сакам Панче, а треба јас го сакам некој друг да биде. Тоа Панче го снемува во моментот. Панче го снемува, треба да го снеме и треба да се острени, да се нашегуваме, ама се случува тоа и тоа е легитимно право на пациентот, така да тоа е нешто што исто така се работи. Најтешки за третман, за да знаат вашите гледачи, се светлите бои. Следство жолтата боја, портокалова боја. Од меланома кој е доста комплексен како тумор, кој е доста подмолен, да кажем, во самиот почеток, тешко можете да го откриете и голем дел од меланомите се всушност на почетокот се смета дека се некакви бемки и заради тоа пациентите не доаѓаат на преглед. Всушност тоа е погрешно, бидејќи таму се работело веројатно од самиот почеток за меланом кој е непрепознаен и за кој всушност се верувало дека е една обична бемка на кожата.